Верниците кои постеле да не конзумираат одеднаш огромно количество на мрсна храна и алкохолни пијалоци, да се внимава и со конзумирањето на јајца. Количински внесот да биде помал, бидејќи наглото прејадување може да предизвика здравствени проблеми. Препорака на лекарите за време на великденските празници. Значи посебно за оние граѓани кои што биле издржале, го издржале постот и сега сакаат нормално, желбата е да преидат на нормална исхрана. Препораката е кратка, да бидат внимателни. Значи тој преод да го направат постепено, дури би препорачал да си ги задржат барем недела дена старите навики на стариот пост со постепено внесување на нормална исхрана пред се мрсната исхрана. Посебно, значи можам да кажам, македонската кујна е богата, препорака и за оние граѓани кои консумираат великденски јајца. Значи во овој период има граѓани кои што премногу количински внесуваат јајца, меѓутоа тоа може да го направат умерено или барем македонската кујна е богата со салати, со мароли, тоа да го прават една мешана исхрана да биде. За сега случај на прејадување нема, но во текот на вчерашниот ден се случиле 4 сообраќајни несреќи. Затоа докторите со апел да не се конзумираат големи количини на алкохол. Во однос на граѓаните кои што консумираат алкохол, можам да кажам, на препорака, бидејќи еве ноќеска имале 4 сообраќајки, каде што сигурно дел од учесниците биле под дејство на алкохол. Алкохолот секогаш прави проблем, значи кога се вози правило е да не се конзумира алкохол, затоа што последиците се секогаш катастрофални. Во минативе години голема е бројката на граѓани кои завршиле во службата за итна медицинска помош како резултат на прејадување по завршувањето на постите. Здравствените служби им се на располагање на граѓаните и за време на празниците ќе има 24 часовна покриеност од службата за итна медицинска помош, а редовно ќе работи и службата за домашна посета.